ВМРО ДПМН, почитувани потпредседатели на ВМРО ДПМН, колеги градоначалници, почитувани советници, гости. Пред нешто повеќе од 100 дена, заедно со мојот тим, заедно со советниците и председачот на совет господинот Иван Живковски, започнавме во Кисела Вода со промените кои граѓаните од нас ги бараа преку своите дадени гласови. Во таа релативно куса временска рамка која што ни стоеше на располагање, сработивме повеќе од 50 проекти кои на директен начин ја подобрија функционалноста, транспарентноста, но пред се имиджот на нашата општина Кисела Вода. Предизвикот да се стави ред во секоја смисла од општественото живење беше уште поголем од самиот почеток, бидејќи општината ја затекнав со долг од дури 3 милиони евра. Но со секоја реализирана активност, со секој реализиран проект, го потврдувам и дадениот збор пред моите сограѓани дека нема да бидам градоначалник кој ќе се жали, туку ќе бидам градоначалник кој што ќе изнаоѓа решенија. Затоа денес ќе проговорам за сите сериозни чекори кои ги превземавме заедно со мојот тим на полето на подземната и надземната инфраструктура, наставањето на ред во урбанистичкиот хаос, во образованието, во социјалната сфера, во подигнувањето на хигиената. Ќе проговорам генерално за почетокот на новото поглавје во мојата општина во Кисела Вода. Ќе започнам со сработеното најпрво во една од областите кои што претпоставам дека се најголем предизвик не само за мене како градоначалник, туку и за сите скопски градоначалници, а тоа е урбанистичкото уредување на нашите општини. Преку првиот дел од проектот, кој што го насловивме Стоп за урбаната мафија, од заклучените фиоки ги извадивме за почеток сите важечки урбанистички планови, истите ги дигитализиравме и ги ставивме на увид на граѓаните, нешто што не беше пракса години наназад во нашата општина. Стручна комисија ги презентираше првите резултати од утврдените неправилности, а од граѓаните ни пристигнаа повеќе од 100 забелешки кои што се однесуваат на истите планови. Во моментов сме во финална фаза на избирање на независна надворешна ревизорска куќа, која што ќе даде свое експертско толкување на урбанистичкото работење на претходните раководства во општина Кисела Вода. Се ова ќе биде разгледано и ќе се постапува согласно законот и законските норми. Дека никој не е над законот и дека криминалот го казнуваме, покажавме и со рушење на индустријски објекти за кои откривме дека се градени без никаква соодветна документација и сето тоа години наназад беше толерирано на оние кои што влегувале во пакт со истите. Во овие 100 дена спречивме изградба на згради, поточно 3, во зеленилото на манастирчето Балаклија во Кисела Вода и исто така спречивме изградба и на стамбени објекти во Припор. Целосно во изминативе 100 дена го стопиравме предложениот детален урбанистички план за Расадник, во кој што беа вцртани дури 99 нови згради. И наспроти она што се случувало, ова тајно цртање на джиновски зданија во нечија канцеларија, ние како ново раководство во општина Кисела Вода распишуваме меѓународен конкурс за идејно решение за Расадник. Ова е, почитувани, прв меѓународен конкурс после земјотресот во Скопје. Воедно, сакајќи да зголемиме транспарентноста, а истиот да биде и стручно издржан, нацрт предлогот за меѓународен конкурс јавно го објавивме на општинската веб страница, а помош за негово финално обликување побаравме и акламативно добивме од најголемите научни авторитети во оваа област: Архитектонскиот факултет во Скопје, Комората на овластени архитекти и инженери, како и Асоциацијата на архитекти на Република Македонија. Ним им се приклучува и веќе оформеното партиципативно тело од страна на граѓаните, со што влегуваме во завршна фаза пред конечното објавување на конкурсот пред цела домашна и цела меѓународна јавност. Со нова динамика пристапивме кон процесот на легализација на дивоградбите во Кисела Вода. За само 100 дена над 490 семејства добија документ за легална собственост. Како што ветив на почетокот, за една година затворени ќе бидат сите предмети за кои што граѓаните ни ја доставиле потребната документација, но нажалост повеќе од 10 години чекаат нивните предмети да бидат завршени. Дополнително за овие лица ја започнавме и кампањата Моја земја, мој дом, преку која со целосна логистичка поддршка од страна на службите на општина Кисела Вода, сега граѓаните можат да го откупат земјиштето под и околу
околу легализираниот објект по цена од само 1 евро за метар квадратен. Како голема општина во која со децении наназад не се инвестирало, подобрувањето на инфраструктурата во кисела вода е сериозен предизвик на кој во изминатиот период одговоривме со бројни зафати. Целосно ја асфалтиравме улицата Пушкинова со сите нејзини краци. Во напредна фаза е темелна реконструкција на улицата Наум Охридски. Таму поставуваме и атмосферска канализација, градиме и нови тротоари, а поставуваме и ново осветлување. Заедно со градот Скопје поведовме постапка за експроприација на земјиштето, односно на деловните субјекти поради проширувањето на булеварот Борис Трајковски до Драчево. Тоа е потек кој што во изминатите 4 години нашите претходници не успеа за жал ниту еден предмет да го завршат со експроприација. Целосно го завршивме асфалтирањето на улицата Сердарот од пругата до местната Зеница Постаница, а со павер елементи таму ја поплочивме и пешачката патека. Темелно реконструиравме 2 детски игралишта во кисела вода, а на игралиштето во населба Драчево поставивме и ново осветлување, со поставување на дополнителни електрични столбови, достапна и безбедна за вечерни прошетки, ја направивме добро познатата трим патека во општина Кисела вода. Интензивно се бавиме со подигнување на хигиената во општина Кисела вода. Секојдневно се чистат огромните диви депонии, години наназад кои не беа исчистени, а на нивно место градиме еден нов концепт, а тоа е концепт на нови паркови или пак паркинзи, се во служба на граѓаните, односно пристапуваме со реализација на она што им е најпотребно. Во напредна фаза е изградба на парк во местност на Дупки, а на исто толкова површина од околу 4000 метри квадратни градиме и нов парк на влезот на Припор, кој што ќе биде модерен и самоодржлив. За осветлувањето за истиот ќе се користат фотоволтаици, а зелените површини ќе биде поставен систем за самонаводнување. Усија го пошумивме изминатиот период со над 1200 аризонски чемпрези, односно по првите 2 недели од доаѓањето на мојата позиција како градоначалник, започнавме и со еден од најголемите проекти 30 години наназад во општина Кисела вода, а тоа е изградба на фекална канализација на улицата Речиште во Драчево, проект кој што нашите сограѓани таму го чекаат 30 години наназад. Еден од горливите проблеми на урбаното живење во Скопје, исто така почитувани е недостатокот на паркинг места. Во овој изминат кус период изградивме паркинг простор во населба Драчево на површина од околу 3500 метри квадратни. Започнавме со изградба на простор за паркирање исто така во населба Расарник за 60 возила. Во моментов во Расарник тече изградба на монтажна гаража, за која во минатото немаше соодветна дозвола. Градиме паралелно дополнително и ново паркиралиште во близина на училиштето за слепи во Кисела вода. Како што кажав и се обврзав на почетокот уште во кампањата, ќе обезбедиме и други локации за паркирање и пред се на овие места кај што има диви депонии во моментов, така да во наредниве 4 години и проблемот со паркирањето ќе го оставиме зад нас како ново раководство во нашата општина. Во изминатиот период обезбедивме компјутер во училиштата за сите наставници, ја реконструиравме темелно спортската сала во основното училиште Партенije Зографски, а во моментов, прв пат од осамостојување на Република Македонија, тече и темелна обнова на училишната спортска сала во Невена Георгиева Дуња. Во основното училиште Кузман Јосифовски Питу започнавме со целосна промена на кровната конструкција, поставување на нова термоенергетска фасада, изградба на лифт за дечињата со посебни потреби, изградба на пристапни рампи во истото, специјални тоалети, со што ова училиште на моја гордост ќе биде првото целосно инклузивно училиште на територија на градот Скопје. И во него и во основното училиште Кузман Шапкарев пред 3 дена започнавме со изградба на сензорни соби кои што ќе бидат готови за неполни 2 месеци. Во рок од една година, вакви соби кои се наменети за учениците со образовна попреченост ќе имаме конечно во сите училишта на територијата на општина Кисела вода. Во целиот овој изминат период многу внимание исто така посветивме на подигнување на социјалните бариери за лицата со попреченост, изградивме пристапна рампа во објектот на општината, ги вклучивме овие лица во бројни проекти како што беше активноста
хуманитарниот базар кој што го организиравме, ја опремивме библиотеката на училиштето за деца и младинци со оштетен вид со 46 книги пишувани со Брајово писмо. И за нив, а и за речиси сите дечиња од Кисела вода, за нова година обезбедивме донација од 2000 новогодишни пакетчиња. Не дозволивме изминатиот период социјално ранливите семејства празниците да ги поминат сами и со празна трпеза. Обезбедивме 350 хуманитарни оброци, а стара нова година ја поминавме на заеднички ручек, токму со дел од нив. Ја возобновивме во Кисела вода манифестацијата за фрлање на крстот за водици, настан кој што годинава го обедини народот во Кисела вода и на истиот присуствува близу 1000 луѓе. Изминатиот период не ги заборавивме ниту повозрастните лица од Кисела вода, за нив беа обезбедени негователи, кои пак добија времени вработувања, негователи за дополнителна нега во рамки на истиот овој проект добија и дечињата од нашите граденки. Почитувани, во овие стодена покажавме дека може и мора поинаку. Воведовме нови правила на делување и во Кисела вода промените се веќе повеќе од видливи. Архивата ни работи во 2 смени, бројот на услужени граѓани е се поголем, секој ден е приемен ден во општина Кисела вода. Ги скративме изминатиот период сите непродуктивни трошоци. Средствата предвидени за репрезентација се користат за помош на граѓаните, службените возила се користат само за службени цели. Седниците на Советот ги направивме јавни, како уште еден чекор во подигнување на транспарентноста. Ценети граѓани, ова е само почеток, ветив и ќе остварам, во првава година започнуваме со 70% од целокупната предизборна програма и со реализација на истата, како покрупни проекти кои ги отпочнуваме во периодов што следи, ќе најавам само дел од нив, а тоа е реконструкција на сите улици во Пржино. Во наредниот период ќе профункционира нов противпожарен дом, кој ќе биде поблиску до централното јадро на општината, а ќе биде исто така и во корис на жителите од наше соседно Сопиште. Започнуваме со темелна реконструкција исто така на улицата Славка Димкова, Димо Хаджидимов и уште низа проекти кои што ќе го одбележат градежниот бум, градежната офанзива и промените кои што ќе следат во општина Кисела вода. Ветив и ќе обстојам на тоа дека мојата општина Кисела вода ќе биде општина за сите луѓе. Ви благодарам.